Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, добро утро. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за брзата помош, поконкретно за службата за итна медицинска помош во главниот град Скопје. Со мене во студиото е раководителот на оваа служба, доктор Анита Димовска. Доктор Димовска, добре дојдовте во Здравје. Добро утро и поздрав до вашите слушатели. Да започнеме со најновата информација поврзана околу брзата помош. Пред 5-6 дена министерот најави дека ќе ја зајакнува скопската брза помош со дополнителни тимови. Ќе бидат екипирани уште 35 тима составени од доктори, медицински сестри и возачи. Како сега во моментот функционира скопската брза помош? Колку екипи има во смена и како беше пред 10 години? Прво да напоменам дека службата за итна медицинска помош е интегрирана единица во склоп на јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, која што од 1970 година па навака во еден пункт работеше се до 2002 година, кога за прв пат се отворија уште две базни станици, односно во поликлиниката Јане Сандански и поликлиниката Чаир, заради тогашно побрзо пристигнување, односно да се помине централното градско подрачје, да се скрати времето на пристигнување до самото место на интервенција. Во 2007 година се отвори пунктот во населбата Ченто, кој исто така беше значителен и се уште е значителен, како истурена дисперзиона единица, односно пункт, за сите оние населени места кои што гравитираат на тоа подрачје, односно за тие периферни делови на градот. Сега, службата за итна медицинска помош во моментот функционира со 8 екипи во тек на дневната смена и 7 екипи во тек на ноќната смена. Тоа е заради тоа што се наметна потребата. Минативе 10 години немаше распишено специализации во склоп на Здравствен дом Скопје. Самата потреба за зголемување на бројот на специјалисти во специјалистичката служба на Здравствен дом Скопје наметна да ова институција испрати своји вработени на специјализации, на различен тип на специјализации зависно од потребите, а со тоа се наметна и потребата да истите тие бидат испратени и се одсутни од работните места. Оваа причина, како и причината на постојано тековно пензионирање на вработените, го намали бројот на потенцирано на доктори во службата и наметна потреба за дополнително, односно изработување на еден голем проект од страна на менаџерскиот тим на Здравствен дом Скопје во соработка со Министерството за здравство за поголема бројка на вработување во оваа служба, која што е од витално значење во областа на вонболничката ургентна медицина. На тој начин дојдовме до една бројка на 70 нови вработувања во оваа служба, која што ќе опфати 35 доктори, 20 медицински сестри и 20 возачи. Со тоа се надеваме дека значително ќе се зајакне бројката на екипираност во оваа служба. И онаа бројка која што сега пред малку ја напоменав од 8 и од 7 тима ќе биде значително поголема, односно се предвидува 12 тима во првата смена, 15 во втората смена и 9 тима во ноќната. Да. Значи тука се гледа оној пик кога највеќе има фреквенција во градот и кога според нашата статистика има поголем број на интервенции, затоа и во втората смена се 15 тимови. Така, најавени се и 3 нови пунктови во Петровец, Сара и Чучер, Сандево. Колку во моментот пунктови? Вие споменавте дел од пунктовите во Ченто, во Јане Сандански. Чаир и најновиот пункт кој што се отвори пред неполни 2 месеца во поликлиниката Ѓорче Петров. Значи, вкупно се 6 пункта до сега. Најавени се уште 3 нови пункта
Значи самото тоа што ќе имаме повеќе тимови ќе биде возможено и да се повеќе дистрибуира нашата единица во повеќе места во градот за се што поефикасно стигнување и навремено стигнување, каде што бидејќи времето е секако најдрагоцениот лек кога е во прашање животот, односно кога се во прашање минутите и секундите за живото, за спасување на животот. Така, во ургентни Затоа се состојби. предвидува отварање и оправдано е отварање на уште 3 нови пункта во Петровец, Сарај и Чучар Сандево. Тие пунктови ќе покриваат еден огромен дел од периферијата, односно дисталните делови на градот. Како за пример можам да кажам, ако до сега во сите тие места после населбата Ченто, односно до Катланово, сите тие населени места кои што се до Катланово и планинските села се поаѓаше од пунктот во Ченто и требаше некој, да кажеме, од прилика за итни интервенции 10 до 15 минути максимум да се стигне. Сега тоа време ако е во општината Петровец ќе биде многу значително скратено. Така, Минимум за 50% од времето. Така, целта на оваа стратегија, како што беше напоменато, е просечното време на интервенција, бидејќи сега сме тука некаде на средина во регионот, имаме просечно време од 38 минути. Ова време да се сведе за наредните 3 години на 19 минути. Така, на 50%. Како ова може да се постигне? Под просечно време на интервенција се подразбира времето од приемот на повикот се до завршената интервенција, независно дали пациентот е на лице место среден, мислам, завршено лекувањето или треба продолжено делумно на лице место, па треба да се продолжи да се хоспитализира, односно да се проследи понатака во болничка установа. Тоа време кај нас досега е пресметано излегува околу 38 минути, што и не е некое време за подценување, со оглед на тука што влегуваат интервенциите од втор ред. Се планира, односно целта е да минимум 50% од ова време се скрати, односно на 19 минути. Меѓутоа, пак ќе кажам, за идните интервенции низ градов, нас ни се доволни 5 до 8 минути максимум за пристигање. Така, зависи ако е некаде се има потреба во близина на поликлиниката Букуреш, каде што е стационирана и пунктот, или во близина на Ченто, на поликлиниката во Ченто, тука предпоставувам дека и минута 2-3 се потребни. Тука е многу пократко тоа време на пристигнување. Значи се зависи до локацијата, до густината на сообраќајот, односно фреквенцијата на сообраќајот, до времето, дали е викенд, дали е празник, дали е работен ден. Значи зависи од повеќе фактори пристигнувањето. И дали имаме сообраќајната култура. Така, сообраќајната култура во подолу во емисијата ќе разговараме малку и на оваа тема, да се осврнеме и на најавените нови возила. Најавени се 12 современи амбулантски возила за потребите на службата за итна медицинска помош. Доволни ли ќе бидат за овие новите екипи, новите тимови и колку возила вкупно би имало службата на располагање за итни случаи? До сега, со оглед на тоа што во 2012 службата зајакна со 14 нови возила, опремени комплет со онаа неопходна опрема која што е потребна за спасување на живот. Се предвидува со новите вработувања, секако се налага потребата и да имаме и додатни дополнителни возила, се предвидува уште 12 нови возила кои што исто така ќе се одлично опремени. Значи, предходните 14 и овие 12 ќе имаме 26 опремени возила, што сметам дека е доволно за овие екипи кои што ќе ги имаме 60 екипи, секако дека ќе се возат и од смена на смена, па се надеваме понатака дека ќе имаме набавка на уште возила. Така, вашата служба покрива територија од 800.000 жители. Околу, да кажеме, колку има во главниот град. Стигнуваат ли сега во моментот екипите секаде да интервенираат или има некаде мало задоцнување или пролонгирање на повиците во зависност од титност? Сакам да направиме една класификација како вие ја правите во службата. Кои повици се наитни, кои може да почекаат, а за кои им советувате да се обратат на друго место?
Така, секако дека правиме една триажа уште при самиот повик, односно самото јавување на граѓаните на 194. Доктори се тие кои што ги примаат повиците, искусни доктори, кои што со правилна земена анамнеза и податоци може да одредат дали таа интервенција ќе биде од прв ред, од втор или од трет степен, каде што спаѓаат транспортите на пациентите. Секако дека предност најмногу имаат од прв ред и досега, без разлика што со една обична пресметка, значи ако имаме 800.000 жители и 8 екипи, 100.000 жители, што има една екипа. Што подразбираме под прв ред? Прв ред каде што се загрозени виталните знаци, каде што е животот во прашање, сообраќајните незгоди, инфарктите, мозочните удари, различни падови при работа и така натаму. Значи, се она што ќе се пријави дека е навистина итно, на јавно место секако. Радио Слободна Македонија. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие ја слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје со доктор Анита Димовска, раководител на службата за итна медицинска помош, зборуваме за новото доекипирање во кадар, возила и пунктови на Скопската брза помош. Доктор Димовска, пред рекламите застанавме на интересниот сегмент околу итноста на повиците. Споменавме прв степен на итност, тоа се сообраќајки, мозочни удари, инфаркти и така натаму. Дали секогаш во службата мора да има едно возило резерва за да итно интервенира за вакви случаи? Секако. Диспечерскиот центар е тој кој што е одговорен за тоа каде ќе се упатат возилата. И секогаш имаме едно правило да едно возило е во секое време слободно за оние наитни интервенции за кои што мораме да одговориме во истиот момент. Тука спаѓаат сообраќајните незгоди за кои што досега не се случило да нема возило. Тука спаѓаат инфарктите, срцеви, мозочните удари, сите оние повреди на јавно место при работа или случајни минувачи по улица. Значи, за такви случаи мораме да имаме голема несреќа, мораме да имаме минимум едно слободно возило. Секако дека во тие моменти сите имаат приоритет за да се дојде возил на брза помош. Меѓутоа, граѓаните ќе упатаме еден апел. Сепак треба да бидат трпеливи кога ќе им се прими позивот. Докторот кажува дали од прв или втор ред. Да бидат трпеливи во однос на пристигнувањето на возилото, затоа што ниедна екипа во тој момент, ако го нема возилото, сигурно не седи. Така. Значи се интервенира на нешто поитно. Што значи поитно. втор ред? Еве, прв степен се овие навистина итни случаи, сообраќајки удари и така натаму. Втор степен се исто оние случаи за кои што треба да се интервенира на лице место, меѓутоа не се пациентите во витална загрозени. Да. Тука спаѓаат хипертензиите, каде што претходно може и да се даде и совет за терапија преку устав, ако не помага тоа се интервенира од наша страна. Тука спаѓаат сите оние интервенции во домашни услови и во некогаш и на работни места, меѓутоа кога не се витално загрозувачки, кои што можат да почекаат некоја минута повеќе. Така, што е со злоупотребите и безцелното викање на брзата помош? Еве има и претпоставувам и трета категорија освен овие две. Така, имаме секогаш такви случаи и ќе ги има и понатака, за жал. Многу пати се случува да се злоупотреби службата, односно да се повика како лажен повик, каде што или не наоѓаме никој на лице место, значи се случува да се пријави дали на јавно место, дали во домашни услови. Тоа ќе се извинувам што ќе ве прекинам, едно време беше актуелно кога беа оние телефонските говорници,
кога имаше картички, па да не може да се идентификува бројот. Сега и понатаму Така, сега и со мобилните телефони кои што се достапни за сите, исто така се пријавува. Имаме голем проблем со тоа, меѓутоа сепак тоа ќе остане на совеста на сите оние кои што лажно пријавуваат, затоа што во тој момент не се знае дали некој негов близок има потреба од вистински наша интервенција. Така, секој кој вика брза помош мисли дека неговиот случај е наитен. Што е со заштитата на персоналот кој работи? Предпоставувам дека често сте мета и на навреди, на, да не речам, физички напади. Како се справувате со ваквите ситуации? Да, точно, за жал сме многу често мета и на вербални напади, и на физички напади. Ние не одиме со обезбедување на интервенции, затоа што ние одиме да спасиме нечiji живот од хумани причини, сигурно. И сметаме дека нема потреба да се оди со некое обезбедување, но за жал, особено во последно време, сме многу често мета на такви напади. Граѓаните се нетрпеливи, секој мисли дека него му е најпотребна во моментот итната помош. При јавни места, јавни интервенции многу често се случува да има мешање од страна на случајните минувачи, да ве попречуваат да не попречуваат во работата, да не напаѓаат и вербално, па и да се агресивни. Значи имаме многу често напади. Секако тука сме во соработка со полицијата, меѓутоа за жал овие напади кои што не треба да ги има, за жал ги има. Тука да ја споменеме и сообраќајната култура. Колку во Скопје возачи веќе учествуваат во сообраќајот, даваат предност на вклучена сирена, на екипа која во моментот е упатена или пренесува пациент до најблиската болница? Во последно време може да се пофалиме со една на некој ниво повисока сообраќајна култура, значи се случува многу често и на сообраќајниците да се пропушти возилото за да стигне што побрзо до дестинацијата каде што е упатено, меѓутоа имаме и доста случаи каде што ако 5 возила го пропуштат возилото, едно возило е доволно да застане и да се попречи да не може понатака да се помине. Значи сепак тука е ќе апелирам и сообраќајната култура да биде малце на повисоко ниво. Знам дека на сите ни се брза некаде да стигнеме, меѓутоа затоа сме и итна помош, на некого итно му требаме. И секако дека ние треба први да стигнеме таму каде што треба. Така, тоа е регулирано со закон и се учи всушност кога се влегува да се стане возач на автомобил. Така, сигурно. Дали при вакви пропуштање или непропуштање на крстосниците може да се деси сообраќајна несреќа, бидејќи често сме сведоци, читаме по медиумите дека удрено возило. Сепак предпоставувам дека се работело за вклучена сирена и за итен повик. Да, минатава година имавме 3 такви случаи кога со пациент во возилото со сигнализација и звучна и светлосна имавме случај кога имаше сообраќајна незгода со наше возило, кога не се почитуваше ниту сирената, ниту светлосната сигнализација. Доктор Димовска, да се надеваме дека во иднина нема да има вакви ситуации, дека возачите, односно учесниците во сообраќајот ќе даваат приоритет и предност на возилата за итна медицинска помош, а и се надевам дека со новите екипи и новите вработувања и пунктовите, дека навистина ќе го скратите времето на интервенција и ќе ги задоволите сите на кои им треба итна медицинска помош. Така, и јас истото се надевам дека нашите корисници на услуги ќе бидат уште позадоволни од нас, кога уште понавремено ќе се пристигнува и кога сето тоа време ќе се скрати барем за половина. Ви благодарам за гостувањето и за одвоеното време што и денеска бевте дел во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Далибор Зафировски, видео реализација Горан Авалук. Денеска сме петок, 20 ноември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторно средба со здравје во понеделник, кога зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок
Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.